Ова е вториот дел од овонеделната Зебра. Зборуваме за квалитетот на македонските филмови и нивната компетитивност на светските филмски фестивали. Ве повикуваме да се вклучувате како и досега, користејќи го хаштагот ЗебраМК и МакФилм. Со нас во студиото денеска се Владко Галевски, долгогодишен новинар и филмски критичар. Добре дојдовте, и Дејан Илиев, поранешен директор на Филмскиот фонд на Македонија и актуелен професор на Факултетот за драмски уметности одсек продукција. Здраво. Добро вечер. Добар ден. Дејан, вие бевте всушност првиот човек што ја водеше таа институција кога беше формирана Филмскиот фонд на Македонија. Претпоставувам дека по службена должност контактиравте со многу продуценти, филмаџи, доаѓавте во контакт со филмски фестивали. Ме интересира како странците реагира на квалитетот на македонскиот филм. Ние може да бидеме субјективни, да мислиме дека филмот е ваков или таков, меѓутоа тие ни даваат една попрецизна перцепција за тоа докаде сме. Па затоа ве прашувам, докаде сме? Па добро, јас кога бев директор немав можност, зашто уште немав почнато со финансирање филмови, уште немаше, да речеме, некој волумен на филмови како што сега има во последните 3 години, доста голем број на филмови се снимени. Значи, претходната македонска кинематографија си имаше некој своје реноме и што не е за подценување, се разбира, она што, да речеме, можеби беше некаква мана на таа кинематографија, што беше премногу мала. Значи, немаше некој обем на производство што може да стимулира некаков посериозен развој и раст на таа кинематографија. И меѓу другото, за тоа една од првите мерки ја што ги направи беше впрочем да се зголеми бројот на филмови што се произведуваат. Затоа што има некакво непишано правило е дека да речеме на 10 на 20 филмови еден филм можеби ќе биде стварно добар. Ние имавме за жал помалку од еден, во просек помалку од еден филм годишно. И малку е незгодно да се очекува дека баш секој филм што ќе го направиме ќе биде филм за Оскар или за награда. Но сега се снимаат 2 до 3 филма годишно, ако не се лажам, државата издвојува 4 до 6 милиони евра годишно. Дали со квалитетот го оправдавме тоа вложување? Па ја мислам дека се уште не сме го оправдале. Меѓу другото, најдобар репер за тоа е што добар дел од и луѓето што се занимаваат со филм не знаат за сите филмови што се снимени и што се финансирани во Македонија. Добар дел од нив не знам ни дали се прикажувани, а публиката уште помалку знае. Значи се работи за бројка од повеќе од 15 на филмови во последниве 3 години, што е сериозна бројка. Бројките во киносалите во Македонија исто така се поразителни. Може би со исклучок на трето полувреме, сите други филми имаат исклучително слаба гледаност. Зошто? Па зошто? Сега, тука повеќе фактори се, не се само филмовите и квалитетот на филмовите, ми се чини дека наследивме една ситуација каде што во еден подолг период немаше киносали и замре. Овие поновиве генерации што сега практично би требало да одат во кино не се научени во еден добар период, не знае што е кино и беа навикнати да гледаат филмови на DVD. Сега уште повеќе е тоа проблем затоа што се менуваат и во светски рамки се менуваат тие трендови на иако во овој период кога беше кризата светска во Америка имаше некој тренд на зголемена посета на киносалите, можеби затоа што е една од најевтините забави. Меѓутоа со овие платформи што се дигитални ке што voice video on demand и можете да купувате преку интернет, мислам дека А можете и да не купувате на може торет. да не купувате, да. Добро, Владко, пред малку кога зборувавме за тоа како завршија Оскарите, си уште ни се свежи импресиите од доделувањето на овие награди. Спомнавте дека имаше филмови кои што навистина не заслужувале според вас да се најдат на таа листа. Можете ли да замислите македонски филм да се најде на листата на номинирани во само една категорија, нели, за филм од странско говорно подречје, без да го имаме сиот оној потребен фонд, значи паричен, за лобирање во Холивуд, сите тие контакти, сите тие врски кои што ќе овозможат на еден македонски режисер или на еден македонски сценарист да прошета по црвениот тепих и во Холивуд, и во Кан, и во Берлин? Повеќе слојна е целата ситуација. Лобирањето и парите се сигурно ставка која е значајна еден филм да се афирмира, не само на фестивал, воопшто. Генерално филмот е онолку добар колку што има гледачи. Значи тоа е едната димензија. Другата димензија по мене не постојат филмови за фестивали.
Постојат добри и недобри филмови, лоши филмови. Секој добар филм, без разлика дали отишол на фестивал, а сега е и манир да се оди на фестивали, тука е престижноста, тука се добива популярноста, и со мал буџет, со мал рекламен буџет, може да успее, ако е филмот добар. Македонски филм дали може да успее, може да зборуваме само од аспект на квалитет. Ако има квалитетен продукт, романците направија ефтини филмови кои брилјантно поминуваат на сите фестивали, затоа што се добри, затоа што се авторски, затоа што се вон сите клишеа на дури на вон европски клишеа во кинематографски, така што парите не се пресудни, квалитетот е пресуден. А ова што колку заслужиле Оскарите, секогаш се проблематични според наш вкус. Јас секогаш инклинирам кон европски филм или независни продукции од светот. Американскиот филм не е уметнички филм, генерално зборувам, се разбира. Сандерс е еден филтер прекрасен. Меѓутоа, туку тоа е индустрија. Кај ни само бокс офисот функционира и друго не е важно. Кој македонски филм најдобро поминал на меѓународни фестивали? Од старите филмови, мислам дека поминаа неколку филмови добро. Мислам дека Сретна нова добро помина. Мислам дека уште рекол на Милчо филмовите Пред дождот веројатно беше. Без конкуренција се веројатно најгледаните. Тоа исто е една логистика, меѓутоа и два кратки филмови имаме што имаат добиена награди. Да, се разбира. И тоа од по старата генерација имаме некои добитници на фестивали, на познати фестивали. Сега да кажам, тешко е да се оцени, не може академијата во Американската академија за филм и уметност да биде оној филтер на тоа што е добро. Оваа година на Оскарот имаше барем 4 филма, по моје сознание, а и тоа што сум гледал, кои се чисто пропагандистички филмови, кои величаат американската нација, во кои се појавува американското знаме, во кои американците победуваат на крај, тргнувајќи од Арго, завршувајќи со Zero Dark Thirty. Zero Dark Thirty или конечно со Django. Истата. Тие се тие што го водат светот. Има една комедија, сега ќе спомнам мала дигресија, една комедија кога во земјани, сега ми текна, во Супермен, кога доаѓаат од надворешниот свет и ке председателот на Америка, и тој им се јавува на сите председатели на планетата, мораме да се подчиниме, јас како водач како главен човек на планетава, ве молам да се подчиниме, овие се многу јаки. Тоа зборува за нивната, за нашата условно инфериорност, за нивниот супериорна улога во се, а во филмот без никакви дилеми. Дејан, ако ја тргнеме пристрасноста, што е најслабата алка на македонскиот филм? Најслабата алка? Ја мислам дека навистина недостасуваат добри сценарии. И тоа мислам дека повеќе е проблем на став кон ова што Владко кажа, има во Европа филмот се смета за уметност, во Америка повеќе индустрија. Меѓутоа, без разлика што е уметност, се работи за уметност која има тенденција, значи не може вие да правите филм затоа што сакате на 10 луѓе да им раскажете приказна. Ќе ги соберете у кафана со пиво, ќе ми раскажете приказната. Ако сакате да правите филм, значи дека сакате да се обратите пред широка колку што е можна поголема публика. Од тој аспект се сложувам, нема филмови за фестивали или има добри филмови или нема. Кај нас мислам дека и генерално во Европа таа е разликата со америчките филмови, колку и да се комерцијални имаат структура која е јасна и им овозможува да бидат гледливи. И најлошите американски филмови можете да ги изгледате. Добар дел од европските филмови не може да ги гледате. Токму заради таа уметност. Треба ли ние да дефинираме тогаш како држава, можеби во кој правец се движиме? Дали сакаме да правиме филмови за индустрија или и за бокс офис, или правиме уметнички филмови како данците и романците и така натаму? Бокс офисот можете да го гледате како парија, може да го гледате и како публика. Значи јас како автор, ако имам некаков порив да се обратам, се знае, значи реков, може у кафана да соберам 10 души, може да ставам гајба на плоштад и знам колку луѓе може да се соберат, максимум 10.000 да речем, или сакам да зборувам да се обратам на цела планета. Условно речено. Значи затоа што филмот е еден масовен медиум, сакале или не ние да признаеме. Јас ќе поддржам тоа, подкрепам со пример. Филмот на Ханеке,
љубов. Да. Е апсолутно некомерцијален филм. Да. Онаа публика што оди на блокбастерите, на технологија, филмска Никогаш нема да технологија, отиде да го гледа. не, ќе се излезат на половина Да. филм, веројатно. Веројатно. Значи се работи за авторски пристап. Тоа е проблемот во македонскиот филм. Има право Дејан што вели дека е криза на сценарија, генерално. Го сметате ли за личен пропуст тоа што кога сте биле вие на чело на таа институција не е предвидена посебна ставка за развој на сценарија? Од 4,4 милиони евра кои што годинава се издвојуваат, ни 20.000 не одат за развој на сценарија. Сценаристите или драматурзите кои што излегуваат од факултетот за драмски уметности во Македонија работат како копирајтери, се занимаваат со нешто трето. Ние го имаме тој проблем и во театарот и во филмот. Јас многу кратко бев, нема време да реализирам тоа што Изговори. Да, точно, да. Меѓутоа сепак стварно немав прилика да реализирам, иако имав зацртано. И, само сакав друго нешто да кажам. Под развој на сценарио никаде не се подразбира пишување на сценарио. Значи развој на сценарио спаѓа во оној девелопмент процес на филмот е кога веќе имаме готово сценарио. Ретко каде се финансира пишување на сценарио. Значи скоро сите автори имаат најмалку по 10 сценарија во фиока и се трудат да ги продадат. Не може никога да натерате да пишува така што ќе објавите конкурс. За мене тоа е многу лоша политика ако почне државата и да нарачува, поготово да нарачува теми. Сакам вакви филмови да се снимат или тоа е прилично сериозна стапица во која лесно се паѓа, после тешко се искаже. И на тој начин може да добиете само униформна уметност, ништо друго. Не да нарачува теми, меѓутоа да ги поддржи во екзистенцијална смисла, да не мора да се занимаваат со нешто друго додека го работат сценариото. Додека го работат сценариото? Малку утопистички. Да. Не, тоа се случува во други. Во Србија постои таков фонд, во други држави во регионот не е нешто што Значи, е измислено. уметноста не може да биде нарачена. Тоа се случувало во време на Моцарт, во време на Микеланджело, кога мецените нарачувале од врвните уметници, ги ангажирале да создаваат уметност. Инаку нарачено сценарио во оваква Ама не средина... индикирале теми, они само нарачувале. Не. Треба да го представи библиски елементи во Свети Петар. И тоа е задачата. Никој не му се мешал дали е тоа баш личи на Исус или на Марија и така натаму. Значи, нарачаната уметност денеска не функционира. Функционира можеби за пари. Ако некој сака да вложи во нешто, верува во уметникот, не зборувам за државата, него за мецени, нека го направат тоа. Инаку ќе ни се случи, јас отворено кажувам дека нарачаната уметност од типот Скопје 2014 е резултатот е катастрофален. Значи, не може. Се што е по диктат, по нарачано или платено однапред за да напишеш, веројатноста дека е неуспешно е огромна. Значи, авторот не може да му бараш што да пишува. Авторот ќе напише, ако вреди, повелете снимате филм, повелете развите сценарио, односно тогаш нека се вложува. Во Соединените држави една мала приказна се откупува авторска новела, се откупува за големи суми и потоа се плаќа на петорица сценаристи кои мора да го направат по терковите како што не. Затоа се гледани американските филмови. Постои рецептура по која тие се прават и нема промашување на ниво на гледливост. Не е само таа рецептура, мора што имаме сигурно дека не. Добар дел од македонските автори мислат дека личните импресии нивни исто ќе влијаат на мене. Импресии не функционираат во филм. Така е. По дефиниција. Значи филмот мора да има јасна структура. Јас како стално кажувам најпроста оваква компарација на 10 луѓе да им даеш еден добар виц, еден кој ќе го каже ќе се смееш, последниот може да плаче. Така е. Значи како ќе раскаже некој приказната друг е проблемот. Значи тука не мора, затоа има едно правило веќе кое е во склоп на темата. Понекогаш може да се направи добар филм, да излезе добар филм од добро сценарио. Меѓутоа никогаш од лошо. Пред малку спомнавте за вашето искуство со одредени компании, со одредени публицисти, чии што филмови кои што ги пробовираат постојано завршувале со успех, односно со награди. Како се лобира надвор од Холивуд, да кажеме? Имате ли искуство како се прави лобирањето во Кан, во Берлин, во Венеција? Па има разлика, значи Холивуд си е посебна приказна и генерално во овој бизнис многу функционираат контактите. Значи
тие работи што изгледаат многу тешки, некогаш многу лесно може да се завршат ако ги познавате вистинските луѓе. Имаме ли ние луѓе кои што ги познаваат вистинските луѓе надвор од Македонија? Имаме, да. Имаме, меѓутоа не ги користиме. Дали се на вистинските позиции? А зошто не? Има некои да, од нив што се на многу вистинските позиции, меѓутоа знам за еден човек кој е на многу вистинска позиција, меѓутоа кога доаѓа тука доаѓа инкогнито, не сака да. Едноставно имаме луѓе што исто така се на интересни позиции кои може да помогнат, меѓутоа ние никогаш не сме ни имале, да речеме, вистинска можност да ги искористиме. Мене лично во еден момент ми бараа 3 сценарија, меѓутоа во тој момент немаше ни едно сценарио што навистина можеш тамо да го донесеш. Вчера имаше вест дека Спилберг е избран за нов претседател на филмскиот фестивал во Кан. Ако бевте вие на неговата позиција во изминатите 15 на години, има ли некој македонски филм кој што би го наградиле со Златна палма? Па со оглед дека неговиот продуцент Оскаровец е човек што бил во Македонија, може би има шанса да направиме Спилберг да го искористиме. Мислев дали на досегашни, не, прашањето е дали на овие досегашни испродуцирани филмови во изминатите 15 години, од пред дождот наваму, дали некој филм би го овенчале со Златна палма? Златна ламба е подобро. Не, сигурно. Не. Мислам дека критериумите се исклучително високи, особено кога се работи. Имаме Златен лав во Венеција и мислам дека тоа врвот, што се покажа дека е една и логична и од аспект на уметност релевантна перцепција за квалитет, така што не гледам филм кој би можел да допре до тие височини во целата македонска кинематографија до сегашна. После 20 години, скоро 20 години. Па да, меѓутоа нашата кинематографија е 60 играни филмови вкупно. Како може да се надпреваруваме со продукција која има 1600 филмови годишно. Франција само во 2011 снимила 272 филма. Добро, мислам дека е нескромно да се споредуваме со меѓутоа може Франција. не се споредуваме. Ајде да се споредиме со кого сакате со Босна, еве, на пример, да кажеме Па за добро, Босна. има таму еден човек Босанците кој добија има Оскар за има една двајца- прилично чувствителна тема на се филм. разбира, он има неколку награди. Тановиќ е еден од најнаградуваните, да кажеме, не само во овие престижните фестивали. Мислите дека беше пресудно политичкиот опортунизам или Не во сме. ситуација за Темата. ничија земја? Да. Секако. Го фатија, значи, Мислам, моментот босанците. Да, мислам дека ние генерално на Балканот имаме тој комплекс е неизбежен, дека ние треба да снимаме филмови од нашето како да кажам, тргнувајќи од Кустурица па до нас. Се е тоа нешто што треба да биде валкано, се е тоа со ова не сакам Екзотика. Екзотиката е фин збор, да кажеме. Меѓутоа ја сакаат екзотиката. Ја сакаат оние екзотиката јапонска, која се занимава со некои други теми. Ја сакаат екзотиката на Азија, на Африка. Затоа и се наградуваат тие филмови, се разбира. Горан Стефановски во една прилика Меѓутоа, секогаш напиша има дека приказна. Балканот веќе Се не е разбира. секси. Дали е полесно кога имаме копродуценти во целата приказна? Странските копродуценти може би полесно ги отвораат вратите за Па, филмови. апсолутно. Пред дождот е еден од тие примери. Огромна беше улогата тамо на клучни луѓе кои помогнаа прво филмот да биде таков како што е, и буџет и се. Македонија многу мало учество има и финансиско, да речеме, во тој филм. А понатака да речеме, тој дел што е вториот живот на филмот од кој ќе биде снимен, што е доста битен, јас мислам дека ние се уште не можеме да го сме многу далеко од тоа да знаеме како се игра и да можеме да играме таа игра. Сега еве Раде Шербеџија, значи филмскиот фонд, значи му даде нели дел од парите на Раде Шербеџија. Можеби мислите дека Раде Шербеџија полесно ќе може да се излобира со оглед на неговото искуство и работа во Холивуд. Сакам да ви кажам, нема правила во филм. Во филм нема правила. Прво има еден главен предуслов. Сценариот. Значи тој предуслов ако не биде исполнет, сите муабети после се може да се шминка, може да се додаваат пари, да се ангажираат вакви публицисти или меѓутоа главен предуслов за добар филм е добро сценарио. И јас да речеме, мислам дека тука треба да бидеме главно фокусирани. За да имаме добри сценарија треба да имаме некаков квантитет
од кој ќе произлезе понатака и квалитет. Селекција, така И треба да имаме доследност во спроведување на некаква стратегија, ако воопшто има стратегија. Ја мислам дека во Македонија не фалеле стратегии, колку што фали доследност во спроведување на некаква стратегија. Ние стратегиите и да ги има, ги менјаме за 10 на дена. Што е со трето полувреме? Само сакам да кажам уште нешто. Нема, значи, правило и филмот е прилично напорна работа. Од почеток до крај со многу големи ризици. Со многу големи. Значи, како што рековме, дури и да имаме најдоброто сценарио во свет, не значи дека режисерот и целата екипа дека тоа ќе го претвори во добра приказна филмска, визуелна. Зависи од многу други работи, меѓутоа исто така колку што е битно кога ќе направите добар филм само по себе ништо не значи. Со демократизација и на средствата за производство, значи опремата стана многу достапна. Сите сега може да снимат филм. Дистрибуцијата стана многу достапна. Вие сега можете преку дигиталните платформи да го дистрибуирате. Бројот на филмови снимени годишно веќе надминува, има некои шпекулации дека е на кај 50 на 1000 филмови годишно. Значи, затоа овој вториот дел што вие го кажувате колку е битно лобирање и пропаганда и пиар и сите тие работи, станува се поважно и поважно. Ако порано можеби не биле толку важни затоа што немало толку голема конкуренција, сега станува се поважно и на публиката е све потешко од таа огромна маса на филмови да дојде до она што навистина вреди. Меѓутоа, јас не се сложувам дека лош филм може на сила да стане најдобар филм и да ги освои сите фестивали, можеби ќе освои некој фестивал, меѓутоа пак публиката не верувам дека ќе го прифати. И за мене публиката е најдобар репер. Има едно, не се сложувам кај нас, испаѓа дека ако уметност кој ќе се каже, дека ако некој не се разбира уметност, не знае. И така, и затоа публиката наша не иде у кино. Ќе отиде, ќе гледа лош филм, на првиот киоск ќе чита дека тој е најдобриот филм што е снимен во историјата на... И се чувствуваат инфериорно. Па нормално, и иде да гледа цеца, таму никој не го замара дали се разбира или не. Овде ќе испаѓа дека е глупав. За уметноста не треба интелигенција. Сите луѓе разликуваат добро и лошо. Тоа испаѓа ако Мерцедес у Париз на саемот за автомобили да иде со најлошиот автомобил и да каже концептуално возило со коцкасти тркала. Нема шанси. Тука се чувствувате вие повикан како дел од филмските новинари во смисла колку тие придонесуваат за да се огромна надое балонот од очекување и Јас сум секогаш негативна не, пред се во старт сум секогаш афирмативен кон домашен продукт, што е мој начин на искажување патриотизам, да кажем, не друг начин. Бидејќи тоа ми е браншата. Меѓутоа, да замолчам или да замижам пред неквалитет никогаш не ми се случува. Јас имам мене ми се генерално сите драги пријатели, филмаџи, од режисери до актери, до сценаристи, до сите што ги познавам, многумина ми се многу утиле, заради мој став кон филмот. Меѓутоа, не можам да избегам. Мојот, особено со оваа возраст, со овој багаж зад мене, не можам да фалам некој затоа што не сакам да се замерам. И постојано го спомнувам тој збор дека се борам против тој културен непотизам кај нас. Зошто по секоја цена да си даваме комплименти, да се удираме по рамо? Ми се случило, признавам и тоа, дека после премиера на филм кој никако не ми се допаднал, се излегувам на мала врата, што се вели, за да не морам да им честитам од чиста куртоазија на авторите. Се разбира, можеби и тоа не е гест како же. Меѓутоа не можам да премолчам кога пишувам, а не можам да замижам кога е лошо нешто. Честитавте на Дарко Митревски за трето полувреме, во смисла ги исполни вашите очекувања? Не му честитав за тоа, не се погодивме да бидам таму на премиерата. Го гледав во Битолејас филмот. А ставот за филмот сум го напишал. Апропо приказните деја што е суштината, навистина на секој добар филм. Приказната позади романскиот филм се приказните. Апсолутно. Ама нема ништо спектакуларно, сценографија, специјални ефекти или не знам што. Има одлични сценарии, одлична глума. Филм кој чини што знам, 3 милиона евра може да не повеќе. Ма ни толку. И толку не чини. Една театарска представа со кулиси. Тоа на пример што Ацо Поповски го направи со, ама не сме го гледали уште,
за обелоденување. Да кажеме, значи нешто што не мора да чини многу. По мене, двете може најдобри сценарија во Македонија, како беа најавувани, се промашени. Едното е за жал, трето полувреме, која беше најавувана како многу ексклузивно, интересна, приказна, љубовна и така натаму, со многу слоевити сегменти. Јас велам дека кога тоа сценарио може би го имале американците, би направиле спектакл, ако ништо друго. Ги знаете нивните филмови со рагби, утакмиците со американски фудбал и така. Друга страна, едно од моите разречувања кој ми е жал, Преку езерото е брилјантна приказна, која за жал не е реализирана онака како што треба и како што можело да се реализира. Значи, точно е, тој баланс, уметнички филм ние да не потенцираме уметнички. Многу е поедноставно да се каже авторски филм, затоа што е личен аспект на еден човек што знае што сака. Добро, ако имаме во предвид, например, дека пред премиерата, каде се одржуваше пред премиерата на трето полувреме, дали ни се подигнаа можеби очекувањата дека, како што се шпекулираше, дека еврејското лоби, како што за одредени американски филмови се зборува дека, не знам, геј лобито ги финансира или еврејското лоби, дека можеби и контактите на Дарко во Холивуд ќе направат да биде тоа најуспешниот македонски филм, па останавме разочарани, бидејќи ни беа многу очекувањата високи? Не знам, јас немав такви очекувања, затоа што за жал, како што зборувавме, тој филм функционира тука локално заради патриотизмот. Затоа што на овој народ му фалат херои и гладена за херои. Секогаш кој ќе има било каков херој, ќе го земе тоа многу со задоволство. Меѓутоа, за жал, приказните што може да функционираат надвор не ги експлоатирал Дарко. Значи не им посветил доволно внимание. Таму нема нити забранета љубов, нема конфликт, нема вистински конфликт во ниеден дел од филмот. А тоа е она што е битно. Тие неколку линии отвара внатре во филмот кои не ги експлоатира. Многу лесно се случува, многу брзо. Најзастапена е линијата со фудбалот. И тоа е тоа што овдека локално функционира, меѓутоа надвор кого го интересира тоа? Да, тоа е обид за холивудски приод кон дел од материјата во филмот. Инаку, јас не би рекол дека сме разочарани. Да. Зошто би биле разочарани? Филмот покажува дека е зашто не успеал во Холивуд. Надвор од Македонија. Кога веќе ме прашавте какви се шанси да се добиваат награди, реков мали се. Освен Венеција што имаме, сето друго е одиграна продукција, е на тенки нозе, на стаклени нозе. Зошто? Затоа што и отворено дискутираме за слабостите во конкретен филм, да кажеме, во конкретно сценарио, во неразвиена приказна, во пропусти на концептот. Филмот е литература во слики. Мора да ги има сите кодови што ги има литературата, текстот. Значи од заплетот до катарзата, до како се вика, расплет, кулминација, расплет, па до крај. Елементите се тие, освен ако не сакате да правите експерименти како што во конструкцијата на филмот, деконструкција и така натаму. Меѓутоа, тоа други приказни се, тоа не мора да бидат никакви репер за добар филм. Тоа се експерименти. Добро. Филмот мора да има јасна тема, мора да има ликови кои ќе дискутираат на таа тема. Значи, филмот може да го гледате и како дискусија на одредена тема, затоа има два карактери кои застапуваат два спротивставени страни секогаш, архетипски да речеме. Едниот сака да го спаси светот, другиот му вика дека не вреди да се спаси светот. Ме разбирате? Луѓето ги интересира што е темата и кои се ликови. Јас имам мали деца, секогаш кога гледаат било што или кога ќе отвора сликовница, гледаат и кажуваат јас сум овој, ќерка ми вика јас сум ова, син ми вика. Значи тоа е принципот на кој функционира филмот. Кога ќе влезете вие во кино, прво што сакате да знаете кој е главен лик и што му е проблемот. Тоа го нема во македонските филмови, за жал. Дејан, Владко, ви благодариме што денеска бевте дел од Зебра. Исто така ви се благодаруваме и на сите што не пратевте на Зебра онлайн МК и на фреквенциите на Алфа и Ера телевизија. Се гледаме.